Носителот на листата на кандидати за пратеници на ВМРО-ДПМН е во третата изборна единица Илија Димовски на денешната пресконференција побара од граѓаните на предвремените парламентарни избори да им ја дадат довербата со цел Штип и Источниот регион и понатаму да се развива, да се отвараат нови фабрики, да се гради патната инфраструктура. Дозволете ми да набројам само неколку работи кои што досега сме ги работели. Изградбата на автопатот Скопје-Штип, кој што е практично 60% веќе изграден. За договорите за изградба на регионалните патишта од Штип кон Кочани и од Штип кон Радовиш, кои што Штип дополнително ќе го направат регионален центар. Започнатата изградба на клиничката болница, односно клиничкиот центар во Штип. Изградбата, основањето и инвестициите во Државниот универзитет Гоце Делчев, кој што Штип го направија образовен центар на Источна Македонија. Димовски најави дека во наредниот период ќе се продолжи со нови проекти во Штип. Ке инвестираме во изградба на браната на река Отиња, проект кој што штипјани го очекуваат со децении наназад. Ке изградиме 4 нови детски градинки, училишна сала во местноста викана Бабите, акрополата на локалитетот Исар, символот на Штип, ке доживее целосна конзервација и реконструкција, ке се изгради затворен пливачки базен, ке се изгради водоводна мрежа за населбите Балканска, Македонка и Чердаклија. Носителот на листата на ВМРО-ДПМН во третата изборна единица забележа дека на граѓаните на Штип им требаат нови фабрики, училишта, патна инфраструктура, здравствени институции, а не им треба двојазичност, бинационална држава, промена на уставот, ниту како што рече било какви теми кои ќе предизвикуваат конфликт во наредните 4 години.